Авторна изложба. Во 1918 година заврши големата војна која што ја промени историјата, која смени картата на Европа и ги донесе сите аспекти на животот на луѓето кои беа зафатени од војната. 100 години подоцна ги нема веќе непосредните сведоци на овие настани, но колективното сеќавање на овој светски вооружен судар, во кој Македонија е забележена како фронтовска линија и окупирана територија, се уште е живо. Во отсуство на своја држава, македонците и другите жители на овие простори беа мобилизирани во армиски состави на Србија, Бугарија и Грција и активно учествуваа во Македонскиот Солунскиот фронт. Од есента 1915 до септември 1918 година во Македонскиот фронт се судираа 1 милион војници од десетици различни армии. Оваа година одбележуваме 100 годишнина од крајот на големата војна и се сеќаваме на храброста на оние кои се бореа, живеа и умреа. Но секако и на страдањата на сите луѓе кои беа погодени од војната на каков било начин. Сеќавањето за нив е најголемата почит што можеме да им оддадеме. Зошто треба да се сеќаваме? Зошто треба да застанеме и да размислиме за оние настани што се случија толку одамна? Затоа што војната влијаеше на сечи живот, пред се на животот на обичниот човек. Војната ги откорна не само македонците од нивните домови, туку и илјадници војници кои војувале во Македонија, а никогаш не се вратиле во своите домови повторно. Изложбата Лицата на војната, Македонија и македонците во големата војна 1914-1918 не потсетува дека секој човечки живот е апсолутно важен. Преку сеќавањето на големата војна, ние не одаваме почит само на македонските војници, без разлика на која страна се бореле. Одаваме почит на сите други војници, независно каква униформа носеле. Нашата политика на сеќавањето е политика на заедничко чествување на сите жртви, затоа што сите жртви еднакво болат. А големата војна, која заврши во 1918 година, донесе многу жртви и страдања, но и многу научени лекции. Една од тие лекции е дека не смееме да заборавиме ниту еден дел од нашето минато, колку и да е болно. Не се откажуваме од ниту еден дел од нашата историја, колку и да е таа трагична, за да секако не ни се повтори никогаш повеќе. Денес, во ова модерно и демократско време, скапоцена и вредна ни е државата во која заеднички се изборивме во Втората светска војна. Скапоцен ни е и мирот, по кој најмногу копнееле овдешните жители, како што сведочи и доктор Рудолф Арчибалд Рајс, чие срце по негова желба со години почиваше на планинскиот врв кај Макчалан. По бројни и разновидни поделби, страдања и угнетувања и дотогаш невидени прогони, македонците имале единствена желба да им се дозволи да живеат во мир, пишуваше доктор Рајс. Токму тоа е и нашата политичка определба. Мирот и помирувањето. Да продолжиме да живееме во мир, со безбедна иднина, како полноправна членка на НАТО, во Европската Унија, како политичка заедница која настана како резултат на политичкото помирување после Втората светска војна. Благодарам.